Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринско еспресо на Радио Лидер. Ово утро партнер им Крајм, Сотир Костов. Добро утро, Сотир. Добро утро, здраво Златио, како си? Добар. Добре, не сме се виделе цела недела. Така, добро, имавме една кратка средба, непланирана. Од Каршиева. Да. Удиумот. Како се аклиматизираше во Македонија? После патувањето, окей, се окей. Да, не, мене ми е во Македонија е многу лесно да се аклиматизира. Сега пред да почнеме со емисијата, мора една анегдота. Ајде да ни тргне. Странец од една навистина развиена и европска држава. Вчера го гледам, улетува во втора лента, некако вози така, како да се нарече тоа, а да не го навредиме индијански. И ја прво нешто гледам, викам, како дојдат овде, Балканот ги привлекува. Значи, наместо овде да ги донесат тие вредности од таму, тоа едноставно се претопуваат во нас, дури и они од развиените земји од Европа. Види, уво анекдота, ама статистиката покажува најголемите сообраќајки ги прават странци поради непознавање на патиштата и смеровите на движење. Ама ајде, добро, не, ова е ист смер на движење со нашиот, али така за побрзо да стигне. И баш тоа сакам да кажам, ние многу е лесно човек да се аклиматизира во Македонија. Ова утро го имаме со нас првиот човек на ЈП Македонски шуми, Здравко Трајанов. Шумарството, професор доктор Здравко Трајанов, се извинувам. Шумарството е една од најзначајните гранки во општеството, барем според мене заштитата на шумите, на богатството на природата е многу важно. Добро утро, Трајанов. Добро утро, благодарам што ме поканивте во вашата емисија и морам да кажам секој утро ја слушам со задоволство, така да чест ми е да бидам овде со вас. Добро, како се трансфериравте од професор во директор на ЈП Македонски шуми? Вие никогаш не сте работеле во ЈП Македонски шуми, нели, затоа што сте универзитетски професор на УКИМ, и зошто одлучивте да ја напуштите академската лагодност и да влезете во решавање на реални проблеми какви што има, нели, ЈП Македонски шуми, една компанија која постојано само по негативности ја читаме во медиумите? Така, одговорот е многу едноставен. Едноставно загрозена е струката. Значи, загрозено е шумарството во Република Македонија и како човек пред се кој ја сака шумата, кој го сака шумарството, видов дека ово е тој момент кога треба да се помогне на струката. На струката може да се помогне на многу начини. Може да се помогне и како професор, може да се помогне и како шумарски инженер. Сите треба да си ја терат својата работа. Меѓутоа, сметам дека со моето знаење и искуство во однос на ова проблематика, сериозно можам да допринесам да ги подобриме работите, затоа што работите едноставно излегува од контрола. Веќе интересот за шумарство е многу мал, тоа го гледаме на Шумарски факултет, многу мал број на студенти запишуваме, уште помал број на студенти завршуваат, затоа што дели од младите студенти и во текот на студирањето ќе ја напуштат државата, и едноставно гледаме дека ако оваа тенденција продолжи понатаму, ние ќе немаме шумарски инженери и ќе се доведеме во една парадоксална ситуација. Да бидеме нешто како поствојниот период, кога треба да градиме шумарство и треба еднос да образоваме кадар. Значи, во такви ситуации, мора легитимно да си ги поставите прашањата зошто младите не сакаат да студираат шумарство, зошто младите не препознаваат иднина во шумарството, и да дадеме одговори на тие работи. Одговорите се многу јасни. Младите луѓе сакаат слобода, сакаат тоа што го работат, да го работат професионално, да бидат адекватно платени и ценети во општеството и да си ја терат својата работа за што студирале. За тоа да го оствариме, ние мораме да направиме неколку чекори. Пред се да го стабилизираме шумарството и тоа е тој момент кој го гледам во моето дејствување, односно доаѓање на оваа позиција вели директор на ЈП Македонски шуми, едноставно да ги подобриме работите од корен. Верувајте, шминки од типот стипендии, промоција на факултет, промоција на шумарство не поминуваат веќе. Младите луѓе се толку едуцирани, толку образовани и толку добро знаат што се случува во државата,
што е затоа сосема што задоволително. Вие како шумарски инженер де факто немате и некој голем просперитет во приватниот сектор. Вас институцијата која е главен двигател на пазарот е токму институцијата која вие ја водите. Апсолутно точно констатација. Кога завршиш шумарски факултет, ти многу е јасно дека треба да работиш во шумарство. Дека твојата едукација во суштина е токму во овој сектор. Државата го формирала јавното претпријатие Македонски шуми и ред институции кои помагаат во секторот шумарство, тука шумска полиција, шумарски инспекторат, дел во Министерството сектор за шумарство и толку. Тие се тие институции и ние се многу знаеме, сите се знаеме меѓу себе, затоа што тоа ни е фелат. Едноставно, тука мораме си го средиме дворот и да обезбедиме пристојни услови за работа. Сето тоа да го направиме треба Ајде да почнеме со главниот проблем. Извини, Сотиро, што прашање преземај ти. Убаво. Над 55 милиони евра шума е изгорена во последните 5 години. Ова го покажуваат статистиките на Државниот завод за статистика од 2019 до 2024. Огромен процент, сега не е доминантен процент, но во вкупната бројка многу голем процент од македонските шуми изгореа во изминатите години, во изминатите 5 години. За само 5 години 55 милиони евра штета во шумарството. Се соочуваме, ова е генерално како не знам македонскиот збор како би дошол, нели, environmental проблем на околината што ние може да го имаме поради ова што се случува. Има ли вашата институција стратегија како да се надмине ова и како ние, дали ќе се сади нова шума, и како да се спречат, нели, пожари во иднина? Бројката ви е во ред од статистика и морам да кажам дека вчера на владина седница го запознав директорот на статистика и ми кажа имаме проблеми, ни се јави преголема бројка, мораме да дојдеме да провериме што работи. Штетите ова година од шумските пожари не се вклучени во таа калкулација и се уште подраматични. Значи, бројките до моментот ние имаме 214 шумски пожари, изгорена некаде 64.000 хектара, зборам, 1000 хектара шума. Колку е тоа од вкупната површина на шума во Македонија? По Македонија имаме 935.000 хектара уредена шума и ова е тоа веќе сериозен процент. Ова е не 10 али 7-8%. 7-8% од шумата е изгорена. Дрвната маса е 650, зборам од површината. Дрвната маса која е зафатена е 650.000 метри кубни. Чисто за ориентација, тоа ви е 1,5 етат, скоро 1 етат цела година, нормално сечене до година, треба да сечеме само пожарено дрво. И штетата, согласно ценовникот кој го има прифатено државата, тоа имаме два ценовника, тој е редовен по кој се продаваат дрвата, и имаме оштетен ценовник, односно колку е штетата што сме изгубиле шумата, се фантастични 5 милиарди денари. 5 милиарди денари. 5 милиарди денари и од статистика ми алармира, бројката ни е голема, да дојдеме да провериме. Таа е бројката. No. Многумина велат дека намерност и ова сега ќе го кажам, колку и да е теорија на заговор, колку и да немаме факти да го кажеме во овој момент, но многумина тврдат дека палењето на шумите, особено во Источна Македонија, особено во Малешевијата, е предизвикано за потоа некој да може да сече таму, да ги преработува тие дрва, да прави бизнис од се тоа. И ова исто така е сомнително, затоа што доколку видите предходно, постојано такви концесии за такви работи имале компании кои биле блиски со министерот, блиски со директорот на ЈП Македонски шуми и слично. Имали основани сомненија дека некој намерно палел шуми за потоа да може да го експлоатира шумското богатство во земјата. Секако тие теории доаѓаат и до нас, меѓутоа опсегот на пожарите ги надминува и тие теории. Значи, штетата што е направена на шумите ги надминува и тие теории. Ќе ви дадам конкретен одговор. Имаше големи пожари во Малешевијата и пред 3-4 години. Се повторува неколку години во ход, имаше и ова година. Пожарите
односно дрвната маса од тие големи пожари се уште не е исечен. Се сече, многу дрвна маса се изнесе од таму, дел се преработија, дел се направија и тие теории каде завршил, како завршил. Дека завршуваат во пелетари подоцна тие изгорени. Внимавајте, уште не е завршено сечењето. Од тие претходните. Од тие претходните. Значи, ги надминува и теоријата на заговор колку штета е направена. Значи, нели, ако правите штета наменска, тоа би било тоа. Меѓутоа, ова неколкократно зголемување на површините, на дрвната маса, никој не може државата да ги обработи тие. Не можат ни приватните да ги одработи. Ова е преголемо, пресериозно, за веќе тука можеме да ги ставиме сите теории. Уште повеќе, ако знаеме дека шумските пожари, докажано е и кај нас, и во светска пракса, 95-98% се од човечки фактор. Сега, тука веќе ќе може да ја правиме таа пирамида, случајни пожари, подметнати пожари, намерни пожари, меѓутоа човечкиот фактор и некој цигара да фрли, нели, додека вози со автомобил, и тоа е човечки фактор. Многу мала веројатност е од цигара да се запали шумски пожар. Верувајте, сме пробувале ние чисто во теорија да видиме како функционира сето тоа, нели, контролирано подметнување, класично подметнување, или е огин кој е оставен, несоодветно третиран, обезбеден, или е класично подметнување, што е многу поверојатно. Кој би палил оган на плюс 40 степени летно време, еве за оган сега да се случи сега, нели, пожар, па да разберам некој бил во природа, се грееле на оганот и така таму, на плюс 40 зашо некој оган би палил, освен да намерно, а зошто намерно подметнуваате, еве, кој е вашиот? Причините се повеќе. Од историјата на пожарите учиме и тоа што можеме да го добиеме ко сознание. Пред се е интерес, тоа што го спомнавте вие. Дали е планиран или не планиран, меѓутоа некој интерес да се запали. Второ, може да биде осветољубие. Едноставно сте го фателе со дрвократство, ќе ви направам штета, ќе ви ја запалам шумата. Второ, некој може би работел таму, веќе нема право да работи, ќе ви направам штета. Трето, постојат реално докажано е у медицинска наука и пиромани, кои сакат да уживаат да гледат како нешто гори и така натаму. Меѓутоа, кога ќе видите дека сето тоа е осмислено, кога ќе видите таму дека се најдени канти со бензин или запалена гума пуштена по ридот и на неколку места е запалена шумата. Кога ќе видите серија на пожари на една падина, значи не една локација, на друга, на трета локација, ви станува јасно дека ова е систематски, организирано, смислено и опасно. Затоа што не можете да го предвидите, не е едно жариште, не рековме така и го почнахме муабетот, запали логин, не го контролирало, думна ветер и така натаму. И тоа го има, меѓутоа тоа се контролира, тоа е блиско до патот, тоа е некои излетници можеле правеле скара, не знам сега, разни теории и направиле небрижност. Меѓутоа, кога ќе видите, проблемите настануваат од овие што сериозно подметнуваат и тоа го прават системски. Многу легитимно, во сред лето, на сред падина, оддалечено од патот, каде што нема интерес човек, нема сеча, нема лов, нема чај, нема вегетација, нема печурки, он оди, таму се појавува пожар. Може би треба за не знам видео надзор да направиме до тие пристапни места. А каде е тука шумската полиција, господине Тројанов? Имаме, значи, сегмент кој и превентивно и репресивно треба да действува во заштита на македонските шуми. Значи, тие нас не ранат со воздух, ни дават живот. Го кажавте фондот, кој е завиден што го имаме, ама го кажавте и фондот изгорен. Тие не загрозуват овие што сечат, што прво подметнуваат пожари, па потоа крадат шумска граѓа. Ве молам некоја ваша обсервација и како научен работник, еве сега и како практичар, директор на стварно интересно предпријатие. Ја во мојата младост сум бил планинар 6 години, сум растел јас на планина, сум бил скиор на Пониква, знам какво богатство е шумата, шумското богатство
сум го вдахновувал, па ве молам тука, можете ли да ни кажете нешто, иако пред емисија ве прашав, не е под ваша ингеренција, ама не можеме ли малку да ја организираме, да разводаме шумска полиција и во вистинска смисла на зборот да биде полиција? Шумската полиција, морам да кажам, во овој период кога јас сум ВД директор, имаме одлична соработка. Так. И на некој начин и тоа е договорено, имаме комбинирани патроли. Тоа го правихме уште во пожарите, меѓутоа констатиравме дека најдобри резултати во однос на заштитата постигнуваме кога имаме комбинирани патроли. Тоа се мешовите. Мешовите патроли и тука постигнавме и многу добри резултати во однос на давократството. Во тие патроли влегуваат МВР, влегува шумска полиција, влегува наш човек. И едноставно тука нема можност за предвидување на многу работи, затоа што тоа се инцидентни проверки на терен и сварно резултатите се добри. Меѓутоа, ако тргнеме наназад, слабости во системот имаме многу. Има моменти кога шумската полиција затајувала, има моменти кога шумарството, јавното предпријатие затајувало, инспекција затајувала и така натаму, и сето тоа на некој начин мораме да го признаеме, допринело да сме на оваа ситуација која што сме. Проблемот е генерално и со шумската полиција и со јавното предпријатие Македонски шуми, што се формирани без цврста стратегија. Па тоа ми беше зборот. Припремаме ли сега некоја стратегија и за развој на шумарството, па ако сакате и за ловството, па ако сакате и за планинскиот туризам, присуство организирано во планините и помалку ќе има ловокраци, помалку ќе има палачи, пиромани и така натаму. Секако, планираме и веќе работиме на измена на стратегијата за шумарство, тоа е документ, од каде што треба да произлезе новата структура на шумарство. Може би прв пат во вашата емисија ќе не биде драго. Иако е се уште во нацрт. Значи, ова може би нема да се оствари, меѓутоа наша идеја е замисла на нас и предсе на Министерство за земјоделство, шумарство, водостопанство, секторот шумарство, да направиме една нова институција, тоа би било управа за шума, за шумарство, во која ќе влезат шумската полиција, ќе влезе нашата шумочуварска служба и таа ќе биде обединување на институција која ќе ги обедини сите луѓе кои гравитираат околу заштитата на шума. Да. Тие ќе бидат под капа на државата, значи ќе имаат загарантирана убава плата која ќе ја дава државата, за возврат ќе бидат растеретени од моментот кој го имаме сега ние. Производство, бркање, плата, да се обезбедат средства, ќе бидат обременети од моментот дека шумската полиција не е комплетно оформена и оспособена да ја заврши целата заштита, и тука веќе имаме еден нов субјект, управа за шумарство, кој ќе ја брка целата заштита. Што подразбираме под заштита? Борба против здравократството, сериозен проблем кој го имаме во Република Македонија, борба со пожарите, значи институција која ќе веќе има негде 800-900 илјада луѓе, значи сериозна структура, со оружје, со опрема, со се надеваме војнина и современи технички средства, кои ќе овозможат и патролно следење на теренот, тоа што го прави шумската полиција, и директно покривање на теренот, тоа што го прави нашата шумочуварска служба, и тука кој ќе ставиме новите системи, тоа што спомнавме, видео надзори, сателитски надзори, дронови и така натаму, во добра корелација со МВР, сметам дека ќе постигнеме одлични резултати во делот на заштитата, и тоа треба да биде на некој начин субјект кој ќе ги гарантира сите моменти на интегрирана заштита на шумите. Јавното предпријатие ќе остане, планираме можеби и трансформација во акционерско друштво, ќе видиме со владата како ќе идат тие работи. Ние ќе останеме во делот на производство и одгледување на шумите, тоа е пошумувањето, мелиорација, конверзација и така натаму. Значи, сето она што е производство и подигање на нови шуми, а заштитата ќе биде во насока на баш институција која ќе биде под капа на државата со сериозни ресурси,
нешто пандам на ренџерската служба во Америка. Да. Еве, има тука една друга димензија. Многумина велат дека шумската полиција е главен соучесник во оваа работа. А дури многумина обвинуваат дека и имиња се споменуваат, нема да ги читаме. Вика ВМРО ДПМН и надлежните органи да се позанимаваат со шумската мафија во Демиркапија, вели еден наш слушател, која поготово за време на претходната влада направија ршум. Дури, вика, екс-директорот со лажни фактури беше фатен, вика, и имало кривична пријава поради тоа. Слушателите велат дека има случај дека извор на овие проблеми во шумарството, изворот е токму во институцијата која сега нели вие ја водите. Тоа што треба да е леки канцер. Всушност од таму извира дека во корелација со овие компании приватни, во корелација со овие дрвократци се прават сите овие проблеми. Сосема легитимно е прашањето и заслужува обсервација затоа што реално се случува. Имаме многу ситуации каде што е докажана врската помеѓу шумски полицајци и дрвократци. Наши вработени на македонски шуми со дрвократци. Наши вработени со тендераши кои извршуваат услуги. Значи комбинација, па дури и структури на МВР кои обструираат одредени акции. Верувајте, новиот пристап и на министерот Тошковски, и на мене како директор, и на началникот на шумска полиција. Никој да не знае, пред се тука и морам да спомнам и заменикот, мојот заменик Кире. Никој во моментот не знае каде ќе има акција. Баш да превенираме ова што го спомнавте вие. Инфилтрирани елементи во структурите на државата кои ги помагаат криминалците. Еве, и секаде каде што тоа е организиран криминал. Секаде каде што сме имали акции без да знаат што се случува, имаме успех. Так. Ако некогаш кажеме ке имаме акција, по некоја случајност ефекти нема. Еве, дури велат, зарем не е велат, еден слушател очигледно од Малешевијата вели, зарем не е симптоматично самото тоа што центар, вика, на дрвопреработувачката индустрија страна е Крива Паланка, од каде што потекнува претходниот министер за земјоделие, шумарство и водостопанство, и вели самиот пат од Беровскиот регион, од Малешевијата до Крива Паланка е оштетен од тие камиони кои носат тони и тони дрва, тоа кој ќе го плати, велат, на крајот. Повторно ќе кажам. Криминал во македонски шуми и во Македонија има секаде. Ние можеме да персонализираме и да врземе одредени фирми блиски со претходен министер и до тоа, меѓутоа нема да го решиме проблем. Проблемот системски. Е канцер. Да, системски. Проблемот е системски. И во Мој Радовиш има криминал, и во Скопје има криминал, и во Струга има најново криминал, и во Струга традиционално има да. И во Кичево има криминал, и во Штип има криминал. Значи, верувајте, нити етничка боја, нити не знам криминогена. Едноставно криминогена структури кои сериозно се офајдија на штета на шумата, на штета на шумарството, на штета на струката, а пред се на штета на екологијата, затоа што прашањето е и ние сечеме и они сечат. Многу е различно. Ако сечете стручно, плански, вие имате одржливост и предвидливост. Ако сечете неплански и неквалитетно, нестручно, тоа е обично сечење на брзина, на висок нож, ние викаме над 30 см се остава пањ, тоа не се обновува и тоа веќе ја загрозува шумот. Тука има едни теоријата на правилно искористување, кое гарантира сигурна обнова, и ова криминогеното или плачкосувањето, каде што зимаш плен и оставаш хаос за себе, каде што немаш гаранција дека шумата ќе се обнови. И тука веќе има сериозни проблеми. Еден слушател вели, секоја планина има, вика, еден пат, нека застане контрола и нека чека, многу едноставно вела. Наједноставно е тоа. Ама ако се сака, како беше, ако се има желба, има начин. Директор, ајде малку се бавиме со иднината. Своевремено, пред 10 на 15 години ВМРО, да не речам, меѓу другото се прослави кога владееше со денот на дрвото. Да, Злате, со денот на дрвото. Јас сум учесник во неколку години во акциите.
какви ни се шансите, какви ни се ресурсите, имаме ли шанса некоја масовна акција на пошумување да вдадиме влог за нашите внуци и парафнуци што треба да живеат овде, што треба да дишат воздух од тие идни шуми што треба да ги збогатиме, да го збогатиме овој македонски простор. Дали размислуваме во таа насока? Тие акции колку беа ефикасни во овој момент не можам да ви кажам. Имаше големи резултати. Знаеш како, јас сум ги следел, сум бил учесник како средношколец, ако не друго беше многу убава активност као средношколци да не научат како се садат дрва. Знаеш, мене затоа што од урбани средини сите што доаѓаме не појма немаме како се сади дрво. И имаше од македонски шуми или од невладината, од кај беше еден човек и тој не научи како да сади на дрво. Ја благодарение на таа акција ден денес знам како дрво да засадам, да речеме. Дали размислуваме во таа насока? Планираме ли нешто? Секако. Предвидуваме ли нешто? Пошто, ако се веќе 7-8% од шумите изгорени за 5 години, доколку ние, сега не сум експерт нормално, но ова ми е некоја здрава логика, доколку ние не почнеме да пошумуваме брзо, може да имаме сериозен проблем општо со околина. Не, ние го имаме проблемот. Ама еве, ја имаме науката, го имаме субјектот кој еве кажувате, ја и ви посакувам ова стратегија да ви се реализира во пракса и не гледам причина зашто владата не би ја прифатила. Еве, јавно ја поддржуваме јас и Златев, ама без пошумување ја мислам немаме перспектива. Така, тоа што го работам како идеја, како концепција, како стратегија за шумарството. Покрај ова што го кажавме управа за шумарство, морам да кажам дека размислуваме на многу други моменти. Одледувањето, после ден на дрвото, каде што имавме врвни резултати во однос на обем на пошумување, стигнавме некаде 7-8 милиона една година, 10 милиона. Видиш, еве ги бројките, Златев. Во времето на претходната влада, последните години паѓа на милион, значи 10 пати помалку пошумување, и ова година, најлоша, имаме произведено само 800.000 садници наследени. Со тие 800.000 садници, ние ќе сите доеднакви ги пошумиме, дополнително нашиот простор за пошумување и потребата за пошумување е драстично поголема, дел ќе извршиме и подсејување, тоа е пошумување со семиња, директно во поставување на семенчињата на терен. Успехот е помал, меѓутоа има места каде што комбинирано со природната обнова и тоа се постига добар успех. И во иднина овој сектор одледување според мене треба да биде доминантниот сектор во Значи расадниците кои ги имат. Значи расадниците беа пусти. ВМРО ДПМН ги има направено расадниците, претходните ги имат запуштено. Сега ги чистиме, ги орам. Нешто е позната ова приказка. Ги ревитализираме. Ова из акцијата Ден на дрвото исто беше, барем тогаш јас сеќавам млад новинар бев, во последните години од акцијата имаше многу еден скандалозен пристап како покрај толку расадници кои ги има ЈП Македонски шуми се купуваат дрва од приватни компании. Тоа беше исто многу нелогично. Сега ние имаме расадници како држава, произведуваме дрва, а купуваме од приватни фирми. Така, во шумарството секогаш има и политика. Нели, политика да ќе ви каже сакам толку милиони треба да ги испорачате. Абе нека се пошумува, па и нека биде и така. Од каде да ги најдеме синици? Јавно приватно партнерство, оно не да оправдувам сега. Злато е стварно за сега многу интересен проблем. Се некој интерес одиме на некој приватен джеб. Ама ја велам нека се пошумува, Златев. Па без разлика дали некој ќе ќари или не. Доколку тој Скопската котлина има повеќе шума, па дури во урбаните средини, зеленило. Ние ќе имаме многу помало загадување. Видиш. Следното прашање ќе беше тоа. Од тоа. Ние се соочуваме, еве, утро сигурно Скопје, баш да проверам дали е во 10 најзагадени градови во не. Варираме меѓу 7 и 3 место. Немој. Во секој случај, реков, секторот одледување треба да го заземе според мене пиедестал. Така. И јас согласувам, комплетно со вас се согласувам. Да ја смениме перцепцијата. Луѓето да не препознаваат како претпријатие кое сече и продава дрво, единствено. Ова е културолошки проблем. Да не препознаваат како претпријатие кое пошумува, се грижи за шумата и ги подобрува
состојбите во шумарството. Годишно држава колку дрва троши за грејење? Затоа што, знаете, ова ми е многу значајна тема. Се обидуваме ние да креираме, односно да промовираме некакви политики дека грејењето на дрва треба да престане барем во урбаните средини, затоа што тоа е една од причините зашто имаме волку загадување. Колку дрва годишно горат македонците, односно граѓаните на Македонија? Тоа е одговорот на проблемите во шумарството. Јас често пати правам компарација и со социјализм. Во социјализмот Република Македонија сечеше 1.000.000 кубика. Како дојде новиот систем, демократијава, почнавме да паѓаме, а печките и бројот на луѓе кои се грејат на дрво остана константен. Барем 90-тите немавме некоја трансформација кон електричната енергија, се уште беше тоа малку променета ситуацијата е сега малку. Во тој период паднавме на 700-800 за веќе од кога се формира јавното предпријатие. Просеците ни се 600-500 кубика реални, максимум една година имаме 700.000 кубика посечено, направивме залихи малку, меѓутоа прашањето е дали е тоа вистинската бројка. Одговорот е не. Јас упорно тврдам дека многу малку е намален бројот на корисници на огревно дрво, току зголемен е бројот на дрвократството. Значи ние пак сме на 1.000.000, ние сме пак на 1.000.000, само што пола е нелегално. Ни помагат дрвократците, ни помагат. Наводници ни помагат. Ова што вие го тврдите, значи 40% од сечата на дрва во држава е преку дрвократство. Од прилика сега, ние не даваме конкретна бројка, но така еве потик за шумската полиција. Ајде малку нека се организира. Малку нека ги зголеми ресурсите. Ова е фрапантно за мене. Бројката која вие, инаку да, во правост, ја не сум видел едно мало кое порано било на дрва, во последните години нешто нагло да се сменила културата на грејење. Може би е намален за одреден процент. Меѓутоа не е намален. Не е намален. Драстично и не е променен енергенсот. Парното во Скопје е истото, во другите градови немаме парно, гасификацијата не е стигната, на што се греат дрвата? Значи, ако рековте околу 1.000.000 кубика годишно, така? Да. А колку е вкупната шума која ние ја имаме во моментов? Вака, шума имаме. Проблемот на шумата не е дека ќе ја исечеме. Ние имаме 1.800.000 метри кубни прираст и тој можеме да го сечиме. Прираст. Годишен, тоа, значи, повеќе расте од тоа што сечеме. Тоа е добро. Дефинитивно. Меѓутоа проблемите во шумарството се други. Ние го паѓаме квалитетот на шумата. Гледав една емисија. Значи, тоа што претходно е било трупци, квалитетни трупци, сега полека тој диаметар паѓа и квалитетот на изданковите шуми веќе се поприлично изморени, неколку турнуси ги сечеме и тука треба сериозно да размислиме за конверзија, односно и пошумување во шуми, постоечки, со цел да се подобри структурата на самиот насад и да се направат тие мешани насади, каде што имате и лисјари и читинари, од еколошки аспект се најстабилни и во однос на пожарите и така натаму, и во однос на болести, во однос на прираст, значи нешто што е на некој начин момент каде што треба да целиме. Во секој случај, проблемот на македонското шумарство е тоа. Паѓа квалитетот на шумите и половина од дрвната маса е неевидентирана. Зашто го кажувам тоа? Затоа што како професор, под раководство на професорот Панде Трајков, ние имавме проектот ФАО. Професорот беше носител на проектот, докажавме дека се сече над 1.000.000, дека се користи над 1.000.000 кубика. Методологијата беше јасна. Репрезентативен примерок, колку семејства се греат на дрва, колку просечно се греат, кога ќе ги помножите бројките, ви станува јасно дека тоа се по-енергетски ефикасни шпориња, значи шпоре. Генерално нормално, но она што
загрижува за оваа бројка која зборувате, односно дека излегува дека 40% од дрвата кои се користат за грејење се практично од дрвократци, отвара за сомнеш дека овде има еден огромен институционален заговор за цело. Затоа што, знаете, ако беа 10%, па може да речеме луѓево, нели, береле за себе, се греели, има и такви случаи, особено тие од селски средини. Ке земе магаренцето, ке иде, и сече дрва и ќе се грее после на истите. Но ваква цифра, овде има цела организирана структура, има од шумска полиција, ЈП македонски шуми, МВР, не затајување на системот, затајување. Не може ти, како може, колку вработени има ЈП македонски шуми за тие 60% да ги исече, да ги среди, а овие од сивава зона што не ги знаеме, во прашалници само силуети им ги гледаме, направиле скоро исто толку работа колку една државна компанија која има толку многу вработени. Кога сме кај вработените, ние имаме огромна бројка на вработени, во моментот негде 1650-1700 вработени, меѓутоа верувајте, реални сечачи немаме ни 50. И шо работа? Ево малку фрапантно. Претходното раководство, тоа сум го спомнувал во неколку наврати низ медиумите, примале 320 условно секачи, доторачи, редачи, ниту еден од тие 2-3. А шо работат тие 300 луѓе? Седат во канцеларија и ништо не работи. Како тоа така? Македонска работа. Како че? Значи, извинете сега малце да се разбудам. Иако сум разбуден од 5:30 сум буден, но Па така е мало дете кога се подигнува. Треба второ будење ово утро. Вработиле 300 дрвосечачи, а од нив како дрвосечачи работат тројца. Тоа сакате да кажете? Да. Па рамковните везлате се едни и вторите се Шо прати? протекциите. Што се работи? Во суштина администрација, претходната влада која е имала на вработени на определено време. Да. Значи година за година. Пред изборите Ги трансформира. наместо да примат секачи, доторачи, одат во агенцијата за вработување, одат во министра за финансии, ни требат. Приказнава е за производство, у суштина ги примаат луѓето кои се административци, и што уште потрагично примаат и мои колеги инженери како секачи, а се завршени инженери по шумарство. И сега, ајде на нив некако им најдовме задолженија. Завршил шумарски инженер, рековме нема каде на друго место да работи, на добар дел од другите што ќе им правите? На другите мачиме да ги замолиме да си работат во шумарство, да работат тоа што се примани, затоа што дадов наредба сите претходни задолженија да бидат повлечени и секој останува на тоа што е приман како работник. Меѓутоа, верувајте, 3 месеци си играме томиџи. Еве, еден пишал, секачи се сечат стекови во кафани. Не, ја би рекал, overdose да, educated секачи. Да, ама не, со дипломи знаете, факултетски. Како тоа? Ја би ги искористил. Ја би ги искористил. Ќе ми направите проблем во радио, ја како раководител овде, ги замолувате. Како тоа ги замолувате? Или ќе работат, или ќе си одат. Нема тука замолување. Како е тоа замолување? Вака, значи они добиват секој ден кога се на работа задолжение дека треба да сечат. Ако не се стручни, не можат. Денес не оди. Не знаат. Утредната вади боловање. Тоа е тоа. Се враќат 3 дена на работа, додека да се канализира, зема одмор. Е добро да и пак се исцрпи на крај. Се исцрпува и веќе стигаме до моментот кога веќе се исцрпуваат тие ресурси. Да. Милион проблеми, не можам само со нив да се расправам. Да. Едноставно. И тоа е класична злоупотреба и манипулација со тие луѓе. Од друга страна, пак да разбереме, тоа се луѓе. Некој ги изманипулирал. Некој ги довел до ситуација. Сакајќи да ги вработи, да им направи добро. Меѓутоа и направи лошо. Па така. А и на Македонија лошо. Зашто е манипулација? Законот за јавна администрација, за овие другите вработени,
не и дозволува на давател на услуга, односно што се примани, никако да поминат во администрација. Невозможно е, како да кажем, законски е невозможно. Никогаш шумарскиот инженер од секач не може да стане шумарски инженер. Повторно треба да има надворешен конкурс, Одново да да Нема сега шумарски инженери станале секач. Да. Значи, ја ќе ви кажам и еден спротивен пример за администрацијата на таа компанија. Мојот чичко, шумарски инженер, цел живот го има поминато во ЈП Македонски шуми, на крај го имаат пензионирано со решение шумски работник. Па да му уништат пензијата. И со тоа решение пред неколку години, за време на претходната власт, човекот отиде у пензија, има многу мала пензија. Зборуваме за дипломиран шумарски инженер кој 40 години работеше. Абе, у толкова дарцито се е можно. Не знам ја маку таму со стојбите. Вакви примери кога ќе ми кажете, навистина е шокантно се ова што зборуваме. Значи, еве, пред да одиме со пауза за реклами, 3 факти од првиот дел од емисијата. 55 милиони евра изгорени во 5 години во пожарите, 40% од дрвата за огрев во Македонија ги доставиле дрвократци, а не биле маркирани од ЈП Македонски шуми доставени. И третиот факт е дека вработиле преку 300 дрвосечачи, а од нив дрвосечачи само 3. Овие 3 факти кои вие не ги кажавте во првиот дел во емисијата, поразителни, говорат дека не знам, можда одново треба да ја правите таа компанија. Може би треба скроз да се затвори, од нула да се гради, затоа што ако навистина ситуацијата е ваква, а немаме причина да ви веруваме дека не е ваква. Да не ви верувам. Затоа што директор сте, доаѓате од таму, вие се соочувате со овие 300 дрвосечачи кои не сечат дрва, не знам што да кажам. Не би сакал да бидам во вашите чевли во овие моменти. Работата е сложена, во најмала рака. Меѓутоа и тоа што го кажавте е призната метода. Австрија шуми е една од најдобрите шумарства во историјата на Европа. Во еден момент имат пореметување на системот. Од неразбирливи причини и заклучуваат, ги собират условно умовите на австријското шумарство и што да правиме. И се договараат. Овде имаме слабости, овде имаме слабости, овде имаме слабости. Како ќе го решиме? Пробуваат да го решават тоа што и ние го правиме во моментот, меѓутоа верувајте, закон за работни односи е лавирин. Каков што е? Лавирин. Нема да си ги изврши работите, малце ако грешиш процедурата, судот ќе ти го врати, треба да му платиш уште пенали. Значи, ако не го направиш тоа согласно закон за работни односи. Така. И ќе се вратам на австријците. И пробале. Не одат реформите и едноставно заклучиле. Почнуваме од нула. Па Злате, значи види го Злате погоди. Ново предпријатие, Златев, дирекција ја не се и градење на соодветни ешалони кои ќе функционираат. Пред многу години, ама школуван сум за менеджмент, извини. И сега, кога ќе ги видите овие факти, вие де факто гледате дека извинете, ама ова не се оправа. Пред многу години има прилика да се запознам со канадското воздухопловство, кога бевме таму студиски престиж, се запознаваме и како ги експлоатираат шумите, имат многу успешна приказна. Ама ова е пред 17-18 години. Могуче и од таму да земе некое позитивно искуство. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, шокантни за мене податоци ова утро. Обично кога зборуваш за шумарство би требало тоа да е навистина досадна емисија во која ќе зборуваме, има вакви дрва, такви дрва, ова се користи за грејење, ова за мебел, но ние разговараме за работи кои се дури од другата страна на разумот. Се враќаме назад во вториот дел од емисијата. Шокантни податоци за мене во првиот дел, шокантни статистики за тоа колку дрвократство има во животот. Во Македонија, во Источна Македонија ги нарекуваат контрабанџии тие. Да. Не само Источна, од пред да гледам и ја форсираш мојата Источна Македонија. Има и на западот, има на Желама. Ја вака би Златев почнал вториот дел. Значи, директорот Тројанов дојде на една голема дупка, на едно многу тешко наследство,
каде што директорува, имаше таму штрајкови, имаше непослушност, кабадах, искоднесување, ама и неисплатени неколку плати. Сега тоа ја мислам некако го стабилизиравте. Ја вака би прашал директоре, кои се шансите? Сега знаете како, јас сум многу носталгичен кон мојата младост. И многу нормално човек во години сум веќе. Јас се сеќавам на златното добо на шумските стопанства. Јас се сеќавам кога секоја средна и мала општина живееше од тие шумски стопанства, се развиваше. Мене ме радува што кажате ова стратегија. Имаме ли шанса да ги заживееме тие шумски стопанства? Еве низ кои призми. Значи, знам во Кочани кога беа намалени кражбите, кога сечеше шумско стопанство Кочани, кога произведуваше столици и маси, се изведуваа во Канада и многу добро се живееше. И семејствата и развој на градот беше. Нешто слично имавме во Прилеп, да не набројувам сега, во неколку градови. Имаме дрвно богатство, но некако производство на дрвен мебел, да го канализираме тоа. Се помалку се дрвени, се поише се од лепаци и верици направени, од што се од дрва, знаете. А дрвото е најплеменит. И да заокружам, злате. Сега, поврзување со овие резерватите со залоство. Доваѓаат странци, сакаат трофеи да упукуваат и така натаму. Кога така организирано ние ќе сме присутни во шумата, директоре, ја мислам, јас сум искусен човек, ја мислам ќе го намалиме просторот за ловократците, за овие сечачеве, па и за пироманите. Дали во таа насока сте оптимисти, дали припрема држава, да речем нешто као вие сте тие напред локомотивата што треба да води, мислам вашето предпријатие. И не само вашето предпријатие, тука и Министерство, па и за земјоделие, па и водостопанството. Ето, таа управа мене малку ми мириса и као до Министерство. И не е лоша работа. Еве, молам таа насока да ни дајте некои ваши размислувања или веќе некои планови што ги имате. Така. Доброто во целата приказка е што со моето доаѓање имав неколку разговори со премиерот и разговарахме за шумарството и добро е кога имате поддршка од владата, кога имате поддршка од премиерот и знаете што сакате да направите. На крајот од тие разговори, заклучокот беше: сакаме функционално шумарство, сакаме стабилно јавно предпријатие кое ќе стопанисува со шумите во Република Македонија и сакаме да се гордееме со оваа приказка. Едноставно, тоа беше заклучокот од тие разговори и нормално начинот како да дојдеме до сето тоа. Целосната поддршка од премиерот ја видовме уште првите денови. 250 милиона денара, ребалансот на буџетот хитно беа пренасочени кон прво МЗШВ, значи благодарност и до Христијан и до Цветан министерот, ни ги исплатија за останатите плати. Една убава инфузија. Една убава инфузија и верувајте, теренски додатоци не исплатени близу цела година наназад. Сето тоа во ситуација кога предпријатието беше во штрајкови и така натаму, и така беше поздравено од вработените и препознаено од дел од овие подружници, наследници на тие шумски стопанства. Решение има. Да. Јас ќе ви кажам, сега можеби неблагодарно. Охрид ми е многу успешен, Струга ми е многу неуспешна. А се многу близко. Има традиција таа Струга. Во негатива. А се многу близко. Значи, генерално може да го биде, може и да не го биде. Да. Сега тука треба да го најдете моделот кој ќе функционира. Change, промена, моделот е, ние мораме да ги малку измениме и законите, затоа што не може се да падне под закон за работни односи, некои закони за јавни предпријатија и така натаму. ЈП Македонски шуми 100% се финансира од самофинансирање. Ние сме компанија која работи, која произведува и која продава. Ви реков, јас сакам да продавам и дрва, меѓутоа сакам да продавам и садници и пошумување и сето тоа некој да го купи. Има веќе фирми, банки кои донираат. Имавме акција за пошумување со ДИЕМ, имавме акција за пошумување со Халк банка, со Перкасе банка и така натаму. Сето тоа е во зарез
и ќе го развиваме. А какви се тие, пошто има некои нели компании кои имаат концесии да сечат дрва, да прават нели од тие дрва да ги преработуваат потоа. Како функционира тоа? Ја воопшто не сум запознаен со законот. Вие им дозволувате да сечат наместо државата или некоја друга институција, има ли тендери за тоа? Како функционира тоа? Во суштина, тука е застанат проблемот на трансформацијата на македонски шуми. Уште раните 90-ти години, меѓу првите компании, каде што почнува трансформацијата, се овие шумски стопанства. Тогаш тие функционираат во социјализмот, имале и сечачи, и доторачи, и транспортери, Се. и шумски работници, се на едно место. Паметно на пониква, све памтам. Се на едно како беше. место, значи организиран систем каде што имаш 100% производство. Има слабости и тој систем. Да. Ние имаме сезонски карактер на производство, 2-3 месеца тие работници нема што да работат. Увидени тие недостатоци, се оди кон трансформација на системот и постепено се приватизираат. Првин, доторот, камионите, на крај моторните пили и на некој начин се ослободува предпријатието од дел од производство. Условно треба да го задржи менаџментот на работа со шумите, а ова да го бркат приватни компании. И тука сме застанати во 91 А година. јавно-приватно партнерство тука помага нешто или не? Помага и тоа, меѓутоа новите системи, тоа што го гледаме и во Европа и во обкружувањето, мора да биде тоа комбинација. Тоа ќе настојуваме и во Добро. иднина. 20-30% да имам Добро. собствено производство, значи да ги задоволам сите, некако производство да бидам конкуренти на овие фирми кои работат за нас, туку да ги задоволам потребите на држава. Држава. Еве сега, се гради автопат Кичево Охрид и таму сме имале некои застои од имотно-правни работи, Так. неисечена шума, едно трето. Со доаѓањето на министерот Николовски, јасни беа насоките. Ова треба да профункционира. И најдовме решенија, најдовме Се начин можело. како да ги исечеме дрвата, ја ослободивме трасата, после нас ќе одат градежниците, ќе го прават автопатот. Значи, веќе ние добиваме задачи сериозни од државата да работиме во интерес на државата. За Па тоа да таа го би правам, оснивач? да, апсолутно. Јас морам да имам и своја екипа во Охрид која ќе го работи тоа, да, екипа во Струмица која ќе го работи тоа. Меѓутоа, нели тоа е во насока на сервисирање на потребите на државата. Од друга страна, немаме ништо против ни овие фирми кои работат за нас, затоа што пак тие имаат субспецијалност, се специализираат за таа работа. Меѓутоа, ние сме повторно заглавени во 91 година и даваме многу малку работа. Не и даваме простор да се шират, не и даваме простор да имат стабилна работа, значи распишуваме тендери секоја година, Но немат сигурност тие фирми дека ќе добијат работа, не вложуваат адекватно во механизација, во осовременување на технологијата на работа, затоа што не си сигурни дека ќе добијат работа. Сега ќе ви кажам како функционира еве во делот на огревот јавно-приватно партнерство. Имаш ситуација во која во ЈП Македонски шуми се листата на чекање преоптоварена да ви достават дрва и така натаму, затоа што мојата фамилија во Кавадарци се грее на дрва и запознаен сум со овие работи. Од друга страна, приватници истите овие дрва на македонски шуми ги продаваа по 3 пати, 4 пати по висока цена. И кога ти ќе Ма тоа е пазар. ама Пазар. не, кога ќе Сега дојдеш видиш ти во како. ситуација да мора у ноември месец, у октомври месец да го запалиш поретот, а ти не можеш да дојдеш на ред да купиш Ефтино дрва дрво. во ЈП Македонски шуми, ти си принуден да одиш кај некој од приватните складишта кои повторно ги продаваат дрвата на ЈП Македонски шуми, но се блиски со директорот, блиски со министерот и така натаму. И белани прехлани граѓани ни се јавуваа на оваа тема Да. во нашето радио, велат кубикот е 2,5 пати, 3 пати поскап кај овие приватници, а ги продаваат истите дрва. И како се тоа така може? 2 милиона евра проект од Европската Унија за трансформација на системот се потрошени и проектот не е реализиран и сега имаме сериозни проблеми како да го затвориме проектот и работиме пробоно да најдеме нов систем, да едноставно го затвориме проектот. Се она што напишале нема да важи. Тие планира агенција за шуми, каде што некоја комбинација ботека на кој што му текнал да биде
под капа на државата и да ги земе главните извори на финансирање. Јавното предпријатие, според нивните писанија, требаше да биде предпријатие кое природно требаше да умре, а да го наследат овие некој. И тука се правени тие дилови и тука е веќе почна тој систем на отстапување на дрвото. Да. На фирми кои веќе можат слободно да го продават на пазарот, а ние како јавно предпријатие сме ограничени со максимална цена и не смееме. Богатството си на го тоа- даваме пошто потом. Не пошто пото си го даваме богатството. Ама Од друкјари, нашето богатство, од шумите кои се на сите собственост во државата. Така е. Секој граѓанин, секој кој се родил овде, кој има државјанство, пасош, било што, е собственик на овие шуми овде. Сега нашите шуми, приватни компании од кај Па нас, тоа е пошто ни ги пот. продаваат нас Они ќарат. за 3 пати повисоки цени од максималната цена која ја регулира владата. И сега, рековме, Да. нема да има агенција, ќе има управа. Ова заборавете за агенцијата, ќе има управа која ќе прави заштита, ќе има силно ЈП Македонски шуми, Ова е најбитно, е. веројатно ќе се трансформираме во акционерско друштво, за полесно да функционираме. И Но сечкиот Се- субјект мора да зајакне. се ова што било замислено ќе падне. Ние беше работата 70-30. 70% од дрвната маса условно ја отстапиле на приватните, 30 за македонски шуми кои не се снабдени. Чекај, тие приватните што 70% имале до сега. Тие ја сечеле шумата? Цело време ја тие сечат, меѓутоа претходно како услуга, а сега го купуваат дрвото и го препродаваат Значи тие го купуваат дрвото од ЈП Македонски шуми? во шума. Во шума директно. А има ли контрола колку исекле, како изгледа таа контрола? Еве сега ако ја имам приватна фирма, ще се бави со такви, нели, сега хипотетички разговараме и имам своји камиони, дрвосечачи и така натаму, ја одам у шума и сечам. Како ја пријавувам колку сум исекол, кој ми ги маркира тие дрва квоти. и така натаму, како плаќам, можни ли се злоупотреби ја да исечам поише од тоа, повеќе од тоа што ми е дадено, нели, како дозвола, како изгледа тоа? Контроли има и тоа е регулирано, наши луѓе услово тоа треба да го премерат. Меѓутоа, во шума е многу тешко да ја направите контролата. Не е еден пат до градот, верувајте, има Повеќе пати. стотици патишта до градовите И главниот не е и не најсигурниот. е најсигурниот. Дрвото ќе се симне по различни патишта. И тука се правеле тие големи злоупотреби и сега имавме ситуација. Значи може и овие официјални да се всушност здравократци во исто време. Поврзани. Ајде да речем свински црева испреплетени. Имавме 4 случаеви каде што баш луѓе кои работат за нас и треба да се наши партнери, сега во акциите ги фативме нивни камиони со несоодветна документација. Несоодветно чекирано, Значи, тоа е шумската мафија за која сите зборуваат. Едно е магаренцето, Да. иснадувањето на некој семејство, баба и дедо во некое село, друго е ова, каде што имате систем, каде што летат шлепери и каде што средствата се огромни. Да. И ако овде Магарецето и не е некој голем проблем, некој што 3 кубика, 2 кубика, пола кубик, годинава за своји потреби у село негде набрал. Тоа и не е некој голем проблем. Голем проблем се токму овие со камионите кои летаат, како што велите. и уште на сите им е дозволено да направат приватни складови и им се дадени документи да може да транспортира дрво во однос на приватни складови до било која точка. Да. И плюс чекани. И сега, се товара камионот, излегува од шума и автоматски му се дава испратица од склад до некое место. И кој ќе застане Има некој- шумска полиција, се е таму легално. Де факто. И Тоа е Што туку го кога објаснивте државата методот на работа Златев, на шумската ова мафија? мораме да окажеме за слушателите, а вечери за гледачите. Тоа е кога државата сама се ја сечи ногата. Не, Или државата гранката на која седи. Сама- Ама од минатата власт, малку да Апсолутно, конкретизираме. И ова сега ваша примерна задача да го спречите во неголема Не, мера. ова колку треба може. да престане подитно. Подитно, да. во моментот работиме на дигитализација. Што би значило тоа?
електронска испратница која ќе биде носител на Android, на телефон, и каде што секој податок, пишење и бришење ќе биде запаметен. Да. Следење на дрвната маса и ставање ред во однос на Канализирање на траекториите. движењето на дрвото. И тука Па дури може и нивните камиони на тие што соработуваат со вас, GPS да мора да има во секој камион и да се знае секогаш од каде до каде оди и што прави. телефонот има GPS. Да. Има и GPS, Да. значи телефонот остава трага. Испратницата остава трага. И тоа ќе го направиме. И тоа ќе значи силен удар на мафијата и ќе значи Много јасно. сериозна борба и обструкции. И ќе пробат се и да не оцрнат, Проверка. и да не навредат. Очекувајте кампањи. На мене ми е против вас. јасно. На мене ми е јасно. Ден денес се не, ние ве охрабруваме да продолжите. И ден денес се случуваат Да. такви кампањи. Немам ниту еден ден репрезентација, немам ниту еден ден Ма, тоа е, злоупотреба. нема врска. Меѓутоа, Спорадично е тоа. меѓутоа, сите се и се што збора. Апсолутно тоа да не реално- се секирате за таа работа. Тоа реално што го правиме. Правиме револуција во однос на системот. Нешто сосема ново. Директоре, Нешто што ќе биде различно од ова што било до сега. ајде да ве насмирам. Заштитете ни ги во неголема мера шумите. Златев ќе на части ќе дај репрезентација од Радио Лидер. Приватна шема и нема да има никој да ви препрли. Ова е мито. добро е. Обично политичарите ги корумпираат медиумите, сега Да. обратно ќе биде. Значи, Битно е проверка на излез Да. од сечите Да. и проверка на влез во градот и во селото, да видиме каква ни е ситуацијата. дигитализацијата која ја најавувате е Ќе се намали одлична. кражбата. Сотир, Да. јас имам шумарска традиција и знам Така. што е шумарство. Да. И татко ми беше шумарски инженер, добар дел беше и шумарски инженер, и директор, и шумарски инженер, и така натаму и така. И дедо ми беше шумарски техничар. Ако ми во шумското работеше во комунизмот. Значи ги знам чичо ми. ситуацијата. На крајот, секојаш кога сакат да во оцрнат, ќе во оцрнат за еден ручек. А Ќе во добро. оцрнат за било што. Ќе во оцрнат за афера, најчесно да работи. И реков, нема тоа да се случи, Па да. додека не го Издржите. трансформирам системот, јас ќе сработам само во интерес на шумарство. Ама директоре, ја вас ве познавам од 19-та година, имав таа прилика во Радович при една обука, злато што честовате ми зема, што те е тоа, ето, едукација, тренинг и обука, а ве познавам као пратеник. Мислам дека имате знаење, младост, години, искуство, енергија, тимот направете си го, вие ќе ја добиете и еве преку нашиот медиум, јавната поддршка. Ја кажавте дека имате поддршката од власта која ве основала. Не гледам причина да не Апсолутно. успеете да ви кажам. Се додека ова вистински го мислам. овие проблеми се од суштинско значење за државата. Јас ги гледам во еден поширок контекст, а тоа е контекстот на животната средина. Средина, па да. Ние мора да направиме одржлива држава, мора да направиме Животна средина. одржлива животна средина и мора да направиме одржлива клима, ако сакате. ЈП Македонски шуми треба да биде тој кој ќе дестимулира постојано на државата, ќе кажува не може волку да се сече, не може волку да се греете да. на дрва. Најнеефикасно е, со еден шпоред можете една соба да затоплите, а трошите огромен државен ресурс. ЈП Македонски шуми треба да се трансформира во делот на тоа да биде предпријатие кое ќе биде белиот дроб на државата. А ова не е белиот дроб, ова е еден канцероген бубрек, црн дроб во овој момент, каде што ова што го кажавте, јас верувам дека е 100% точно, но 10% да е ова точно, а многу повеќе од 10%, ова е навистина Тргнат се страшно. работите подобро, консолидирани се за почеток, ги кажа уловените крадциве и ја мислам само треба истрајност. Тука, И трпение. тука ќе ми дозволите. Да, поверете. Како професор, покрај тоа што чест ми е да едуцирам студенти, работев на сериозни теми за шумарство. Околу делот на производството и околу делот на трансформација на системот. Тоа сум го работил. Како политичар, еден мандат бев пратеник и знам како оди политиката, знам Па зато кажав, како е кај се три во механизмот, едно е кај вас. како е механизмот и на носење на закони и на трансформација на системи и поддршка и од политиката и така натаму, и нормално и обструкција од политиката и така натаму. Сега во моментот, тоа што го правиме,
Морам да кажам уште еден сегмент. Судство. Немој да му болка рана Како вешто лице го видов дека круна и на знаењето и на функционирање на системот мора да имаме судство. Ако овие примери на заловување на крадци, на заловување на криминалци, на борење со систематските проблеми не добијат судска разрешница, ако ние тие што ги фаќаме во пожарите не добијат судска разрешница, ние ќе продолжиме во бранот на апатија и нерешавање на проблемите. Државата е комплетна кога ќе имаме се, ќе имаме и наука, ќе имаме и стопанство, ќе имаме и медиуми, но ќе имаме и судство. И можеби и капа врв е тоа независно судство, каде што ќе функционира и ќе се решаваат работите и некои работи од типот на пироманство, од типот на брзи пари, од типот на криминал, злоупотреби ќе бидат минато во одржа. Па Златев или Филков или некој од судовите да викаме. Министерот не избега пред месец дена. Треба да го подсетиме. Борбата, знаете како, во секоја можна бранша и во секоја институција, тоа што некој уништил за една година, вас ви требаат многу повеќе години да го вратите во нормала. Секогаш е тешко работите да се вратат во нормала и навистина имате тешка мисија пред вас, доколку сте искрени во ова што го говорите, а верувам дека сте. Ви предстои навистина тешка битка. Не знам колку државата е свесна за тоа во каква состојба се наоѓаат. Еве, вие сте само еден пример. Вака е веројатно во сите други системи значајни во земјата. Лошо наследство од претходната власт, Златев, тоа е. Не, ова е лошо наследство од со години трупано. Не е само претходната власт. Претходната власт има сериозна одговорност, но не цветале ружи претходно, Сотир. Цело време работите биле ставани под тепих, а сега конечно крокодилот излегува од под тепихот. Ајде, добро, Златев. Стигаме до почетокот кога зборував за студентите. Младите луѓе го препознаваат ова. Не се наивни. Тие препознаваат што значи и шумарство, и судство, и екологија, и образование. Ама порано вриеше на вашиот факултет. Не, еве сега имавме шумарски и дрвна индустрија, сега ни се жалите немате студенти. Еден од вработените за време на паузата даде одлично решение за проблемот, вели овие 300 дрвосечачи што не работат, принудете ги да студираат на шумарски факултет. Шумарски факултет ќе го заживете, нели, ќе си го решите проблемот со нив, кои не работат ништо практично. Јас сум убеден, ако ги решиме проблемите, ќе има и студенти, и ќе бидеме препознатливи по добри работи. Ако не ги решиме проблемите, или деломно само ги решаваме и ги оставаме за некои подобри времиња, нема да има напредок. Затоа што отварањето на границите и отворениот свет, младите не чекаат, не размислуваат, не калкулираат. Си го бараат своето. На мене ми е то кристално јасно. Високи плати, статус, чист двор, решен шумарски двор, решено шумарство, решен факултет, тоа е иднината на македонското шумарство и повторно ќе кажем, да не препознаваат луѓето по пошумување, по екологија, по акции и се она што треба да значи иднина. Уште еден момент. Од ваше уста у Божи уши. Околу горењето. Европејците и тоа го сватија. Имате енергани каде што дрвото се согорува во контролирани услови, најпрво се прави сечка, се гори при високи температури, загадувањето е минимално, значи излегува само водена пара, затоа што дрвото е претходно, речиси, максимално просушено, добивате електрична енергија и топлина. Топлината ја продавате и во малото градче, и во малото село, ги затварате вентилите за потреба од енергија, електричната енергија на слободниот пазар. Тоа е иднината. Значи Европа, процесите ги затвара и вака. Во Европа, најбогатите се греат на дрво, тоа се тие камини и тоа е некој, како да кажам, престиж. Иначе, сето друго е организиран систем на правилно согорување и на дрвото, и на гасот, и на другите ресурси. Ние имаме па и друг проблем, што колку по тоа што се греате дрво, ние тука имаме и верици кои се полни со лепаци, па тие потоа
влегуваат директно во нашите Загадување. нели бели дробови, затоа имаме епидемија на канцери во државата, затоа што кај нас се гори се и се што, а не ни знам кој треба, таа град Скопје, таа регулатива треба нели да го контролира инспекторатите на што се греат нашиве граѓани. И јас не можам да верувам кога навечер поминувам низ Лисиче, да речеме синоќа така, крузирав малку со автомобилот низ Лисиче, мирисеше на пластика. Тоа дали е воопшто дрво и дали дрвото кога се согорува е толку штетно колку што е пластиката што ја ставаат таму, кој знае што се става по шпорињава, и тоа мора да престане подитно, затоа што доколку не престане, ние ќе имаме епидемија уште поголема на заболување во државата. И некој ќе рече не може да забраните грејење на дрво, а не сте им наше друго решение. Ако не забраниме грејење на дрво во урбани средини, ние ќе доживееме уште поголема оптовареност на здравствениот систем, на онкологија се повеќе и повеќе млади луѓе ќе завршуваат. Дрвото загадува многу помалку од многу други енергенси. Наведом, струјата може да изгледа чиста енергија, меѓутоа од што се добива? Од јаглен. 3 пати повеќе загадува. Повеќе. Знаете што е проблемот во да пример, јагленот во рек Битола се согорува, тоа е далеку на отворена површина, но зборуваме за Скопје каде што има најмногу PM10. Затоа што е времето ладно, нели не може во атмосферата слободно да се ослободува чадот и тој завршува во долниот слој каде што има висока концентрација на PM2,5 честици, PM10 честици. Тоа е проблемот. Проблемот, вие го и спомнавте во претходната дискусија, е што во огинот се става пластика. Што е пластиката? Нафта, повторо, фосилни горива. Ние имаме проблем со социјалата, со нерационалност, со вие идете машински работилници, сервиси, на што се греат? Прегорено улје. Видете што се собира по контејнерите. Во државните институции на што се... Не е дрвото ние дури имаме сега и добро и што размислува и владата во таа насока. Нас имаме само еден проблем што гориме влажно дрво. Тука прифаќам дел од одговорноста. Во суштина тоа треба да е просушено дрво на под 20% влага и драстично ќе се зголеми енергиската мок на дрвото, односно намалувањето на излезни елементи пред се со водената пара и некои PM частички и така натаму. Значи, квалитетот на печката и суво дрво, загадувањето ќе се од дрво ќе се намали повеќе од 50%. Скоро е 10 часот, тој спомина 10 часот и 2 минути. Ви благодарам многу, имавме една прекрасна дебата ова утро. Се надевам дека наскоро ќе дојдете повторно да ги презентираме овие нови дигитални решенија. Затоа што ова е навистина важно да се промовира како модел кој подоцна и во сосем други бранши може да се користи каде што треба да се контролираат вакви работи. Благодарам на поканата во емисијата. Ми беше задоволство да ги отвориме овие теми, затоа што шумарството ќе излезе на виделина ако му дадете и вие медиумите соодветен простор. И посакуваме бон шанс, што викат французите. И ако дигнеме свеста за значењето на шумите и можностите за подобрување на овој сектор, кој е во, морам да кажам, лоша состава, а може да биде многу добра приказна во... Јас оваа емисија и така ја сватив. И за мене чув некои поучни работи што не ги знам. Апсолутно, секако и слушателите. Научив толку многу и тоа убавината Сотир кој имате професор во студио. Па ти си заслужен, ти предложи да го викнеме директорот, ја реков го викнеме. А мене идејата ми беше токму ова една гранка која целосно е заборавена на еден или на друг начин да ја промовираме. Сотир, ти си поврзан со шумарството, што твоите млади пионерски денови кои сте ја пееле на разни акции по Шумама и Горама. Види да ти кажем по Шумама и Горама, јас тебе, млад господине. Татко ми работеше во шумското стопанство Кочани, чичо ми инженер,
А ја бев планинар 6 години на пониква и низ цела Македонија и немој да ме закачаш ти мене за социализмот и комунизмот, ќе закажиме двобојка око корала, па немој да поминеш како Агим Јонус те молам. Младци уште инаку ќе го порачав. Ти благодарам за ова, Злате. Ќе го порачав. Ќе го порачавме уште од сега Мавдолејот. Али младци. Духовици, браво. Помалку црн хумор не е на одмет. Почитувани слушатели, останете со 98,1 одлична емисија ово утро. Главни факти: 40% од грејењето во Македонија го обезбедуваат дрвократци. Тоа е првиот шокантен податок. Вториот шокантен податок: 55 милиони евра вредна шума изгорена во изминатите 5 години за време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И третиот шокантен факт, дека повеќе од 300 дрвосечачи всушност не знаат што да направат. Добро, имаше некои ветувачки моменти. Директори, ви благодариме. И најавена е дигитализација во шумарството. Радио Лидер ќе продолжи да ја следи оваа тема. На располагање стоиме на институциите кои сакаат да се реформираат, затоа што за оваа земја да стане пристојно место за живење, овие институции мора да се реформираат.